Здраво, јас сум читачот, денес сум надвор во парк, заедно со Ѓоко Здравески. Ѓоко е поет, Ѓоко е лингвист, македонист, лектор и исто така Ѓоко е соосновач или коосновач на Астални проекции, поетските читања што се случува во Скопје неколку години поред. Денес има еден убав повод поради кој што сме заедно и ќе разговараме на многу убава тема, ќе зборуваме за поезијата на Блаже Конески. Годинава е 100 годишнина од раѓањето на Блаже Конески. Блаже Конески е многу нешта, клучни улоги има одиграно во сите негови ангажмани како основач на прв председател на МАНУ, кодификатор на македонскиот јазик, значи еден од основачите на Друштвото на писателите и многу други нешта. Меѓутоа денес сакаме да се задржиме на Конески како поет и ќе зборуваме на крајот и за нешто многу убаво што не очекува во наредниот период, всушност за неколку дена. Ѓоко, баш ми е мило што можеме си правиме муавет за поезијата. Ти си поет, исто така и јас пишувам поезија и поезијата ми е блиска. Размислував, Ѓоко, пред да разговараме, и сватив дека на Македонија всушност не и недостасуваат големи добри поети. Ако почнеме да речеме од поетите од таа генерација Втора светска војна и веднаш по војната, да речеме, поети меѓу кои спаѓа и Конески всушност, спаѓа Ацо Шопов, Славко Јаневски, после повојните поети, да речеме, ги имаме Гане Тодоровски, Анте Поповски, Матеја Матевски, кој што е великан на македонската поезија. Значи и подоцна Богомил Ѓузел и уште многу поетски имиња и некои од нив се навистина би ги нарекол поети. Значи веројатно пишувале есеистика, меѓутоа некои од нив не пишувале, добар дел од нив не пишувале проза. Да речем, мислам дека и Конески всушност, ако не се лажам, освен збирката Раскази и лозје, нема пишувано романи или раскази или проза општо. Меѓутоа во сета таа, да ја наречеме, плејада на поети, на великани на поезијата, каде според тебе се наоѓа Конески, или не знам, можеби поточно, што ја прави неговата поезија поразлична, или кој е главниот белег, или уште поедноставно што тебе ти е најдраго, што ја прави посебна за тебе неговата поезија? Да, кога набруваше што се започнал, на што се прв председател и основач, мене ми е куриозитет дека е основач и дека е прв председател на шаховскиот сојуз на Македонија. Тоа не го знае. Да, и дека бил шахист меѓу другото. И не треба забораваме колку бил тој млад кога ги правил сите овие работи. Значи, тој е 21 роден, зборуваме дека имал 20 и нешто години кога почна, 25 години кога почнале сите овие работи. На 31 година го објавува првиот дел од обемната граматика, на 33 години веќе ја објавува целата граматика. Неверојатно млада возраст. И во однос на поезијата, тоа што го спомна, например, Радован Павловски е типичен поет и е само поет, нели, принцот на метафората. Конески има пишувано и есеи, тоа е многу интересно. Покрај тоа што бил истражувач нели, историчар на јазикот и на книжевноста, тој практично се занимава со многу работи и со многу работи се занимава од љубов, предпоставувам, од со ентузијазам, едноставно истражува, го има тој љубопитен дух. А кога зборуваме за Конески како поет, покрај тоа што правил се што правил, и професор и се што претходно споменавме, тој во таа поделба повоена на книжевноста кај нас, на реалисти и на модернисти, не припаѓа никаде практично. Тој не се определува ни за едната ни за другата страна, туку едноставно си тера некоја своја лична приказна и тоа го прави до крајот на животот. Јас го доживувам како потпун индивидуалец во настапот, во она што го создава и во ставовите што ги искажува. Тој едноставно не се приклонува ни кон реалистите, ни кон модернистите, кои што се некаква реакција на тој соцреализам кој е наметнат од власта по Втората светска војна, како некаква доктрина, нели, за изградбата на земјата, сега се ослободивме и така натаму. Конески едноставно, тој нормално што ти се допаѓа тебе кај најмногу можеби во неговата
Прво не знам дали знаеш кога ме повика да дојдеме да зборувам за Коневски, не знам дали знаеш дека мене Коневски ми е убедливо умилен македонски поет, а и воопшто ми е умилен. Тој е воопшто умилен поет, односно човек што најмногу ме инспирирал за она што јас го пишувам. Што најмногу ми се допаѓа? Веројатно кај него го најдов тоа што го барам во некој што трагам во некои источни филозофии, а тоа е таа тишина и таа тој ништо прави песна, знаеш, ти пишуваш хејку поезија, тој иако не пишува хејку, тие негови миниатури се многу блиски до хејку поезија. Тој е некој фаќање на мигот, има напишано и есеј Коневски за мигот, за тоа колку е значаен мигот и дека ние само во мигот се возвишуваме, а се останато е само банално секојдневие во кое се губиме, а само во мигот добиваме некакво возвишение и тоа е она што останува од нас потоа забележано во историографијата и по кое не паметат. Дека ние сме многу големи или мали или какви да сме. Коневски го фаќа тој миг многу едноставно, не знам како го прави тоа. Потоа јазикот на кој што го користи, тоа е прилепско небрегово. Нему му е близок многу Цепенков. Практично тој целата граматика на македонскиот јазик ја гради врз приказните на Цепенков. Меѓутоа му е исто така близок и јазикот на баба му Дунавка, например. Тој влече многу од народното творештво, меѓутоа не само од пишаното народно творештво, туку тоа што му е непосредно дадено како искуство. Кај него искуството, личното искуство тој го воплотува во поезија. И она што веројатно мене најмногу ме фасцинира е неговата неприпадност. Тој не се декларира нива му нитамо. Тој нормално дека има лектира, тој нормално дека знаеш има руската школа, руските формалисти, тоа го пишува во еден опит есеот, му влијаат на начин на кој што пишува, тој секако дека има огромна литературна наобразба, знае многу. Меѓутоа при создавањето, при пишувањето, некако кај него е тоа како да е независно од се друго, како да нема потреба од допадливост кај него. Знаеш, има интересен момент што мене ми се допаѓа во неговата поезија, веќе и други го имаат препознаено, а тоа се елементи на исповедност, на интимност, на непосредност. И мене лично, кога читам поезија, тоа навистина многу ми значи. И се трудам и мојата поезија што ја пишувам да биде таква. Мислам дека го наоѓам тоа и кај тебе. Сепак мислам дека во време во кое што живееме, време на некои си јавни персони кои што ги креираме преку социјалните медиуми. Всушност и персона, латинскиот доаѓа од грчкиот просопон, што значел маска што во театарот глумците ја носат и баш се креираме маски. И ми се чини дека тоа да се пишува таква соголена, ранлива поезија носи доза на ризик да бидеш, сепак се изложуваш не знам, на туѓите мислења можеш и да бидеш повреден. Што мисли ти за нека исповедноста во неговата поезија и како ти ја гледаш и во твојата поезија можеби? Да, и можеш да влезеш во патетика, тоа е многу лизгав терен, можеш да влезеш лесно во патетика. Да, тие песни на Коневски ми се фасцинантни, Вепар, например. Таа љубовна лирика, тоа се повторно миниатури, тој во неколку стиха скицира многу мокини сцени. И она што си го препознал и што го имаш и јас кај тебе го препознавам и кога го препознавам тоа во поезијата не ме пленува, тоа е дека зад текстот има нешто. Дека тоа не е само празен текст. Дека тоа не е само манипулација со текст. За да воодушеви. Затоа што ти можеш да напишеш иста таква песна. Исто да ги скомбинираш зборовите. Меѓутоа, ако е тоа шупливо, ако не реферира кон некаква стварност, без разлика дали е тоа случајна стварност или имагинарна стварност, ако го нема тоа, тогаш тоа е само празно. И тука тоа е шупливо. И тука барем јас делам текстот, уметничкиот текст, без разлика дали е тоа поезија или проза, меѓутоа поезијата е многу веројатно поизразена, бидејќи поезијата изразува. Тоа е поезијата изразува. Прозата раскажува, поезијата изразува.
Кај него тоа, мислам дека тој не само љубовни, знаеш, тој како професор пишува за бесмисленоста на академскиот живот, за бесмисленоста на тие состаноци бесконечни што траат со милион сати, кои се здодевни, и за кои ние знаеме дека се здодевни, меѓутоа мораме да ставиме персоната на професор, доктор, академик, тој да глумиме дека сега нешто тука многу важно се случува на тој. А тој има фокус, има талент да ги детектира тие мигови во стварноста и има талент да ги срочи во песна и притоа тоа да биде одбир на зборови, и да биде ритам и да има дури и рима понекогаш, но не е нужно. Да. Така што веројатно тоа е и кај мене е тоа што мене ме пленило и тоа што мене исто во неговата поезија тоа ме плени навистина. Таа некоја едноставност нема кај него допатливост. Барем јас не сум забележал дека тој сега ќе напише нешто за да биде воспеан и да биде славолюбив. А може. Има капацитет. Не има Конески можел тоа да го направи како сака. Ма тој е етаблиран, тој е првиот македонски добитник на златниот венец на Стручките вечери на поезијата. Потоа на 25 години од Стручки вечери, па потоа го добива математиски. Е втор. Тоа беше неодамна пред 10 години. Кога беше така, кога беа 50 години од Стручки вечери. Баш 50 години. Така што да, значи тој е етаблиран поет, тој е етаблиран научник, тој е во врвот на македонската државност и така натаму, или кодификатор на јазикот, универзитетски професор, меѓутоа тој повторно таа скромност некоја. Па тоа е да издржиш на ветрот на моките, нешто е може да биде мокен, а не ја злоупотребил таа моки. Барем јас така го доживувам. Да. Кога тој останал, за него поезијата е отаде моките, тоа е од другата страна на овој. Има кај него еден друг момент кој што Конески пишува за тоа и вели дека кај него постои откривање наместо создавање, творење на песната. Откривање во смисла на пример, не знам, Микеланџело кога вели во блокот во парчето Мермер, фигурата, скулптурата е веќе таму, јас само треба да го ослободам тој блокот, вишокот на материјал за да се појави. И ме потсети и знам дека и Конески верувал во таа идеја. Едноставно тоа е тој кај Платон го има тој ентусијазам. Значи некој ќе го наречеме божествено вдахновение. И јас кога читам да речеме тешкото, јас тврдам, подпишувам дека тоа е песна вдахновена. Знаеш кога читаш поезија или кога читаш пример роман и одеднаш влегува во некој параграф или неколку страници кај што знаеш дека има нешто како да е обземено, како во транс да се пишувани тие стикови или тие реченици. И сега се прашувам од денешен аспект колку имаме ние можност или колку имаме тишина, затоа што сметам дека и тишината игра улога да бидеме да ја откриеме песната, а не да ја напишеме. Затоа што технички може да го имаме знаењето и да напишеме совршена технички песна, меѓутоа тешкото не може секој да го повтори. Тоа е заокружена песна што за мене поседува одреден вид на совршенство, ајде да кажем. Да, Конески за ова вика дека вели на некои места дека до таа едноставност да протече песната, дека треба маката те тера да стигнеш до таа, тоа е нарекува сложена едноставност. Тоа е едноставно на крајот, меѓутоа за да се дојде до таа едноставност треба да се помине низ трње за потоа тоа не е тоа некоја примарна едноставност, туку е некоја достигната едноставност. Така. Така што ова е како повторно источњациве го викаат акаша, тоа од тука да го што викаат сега со речникот со новиот речник да го даунлоудираш, тоа од клауд. Да. Да го симнеш од небо, да го симнеш од облакот. Тоа би било тоа вдахновение, само е различна терминологија. И тука е потребна тишината, а тишината се постигнува со медитација некаква, со некаква медитативност. Сепак одвојување од сите тие гласови кои што не обкружуваат, особено денес, што особено сме. Која Конески ја има без тој да зборува, која сега што зборувам тука медитација, источни филозофија, тој тоа воопшто нема кај него. Тоа кај него доаѓа како да е природно. Таа медитативност на исказот. Така. Тој да дозволи, тоа е откривањето на песната, да дозволиш ти песната само да помине низ тебе, односно
дека поезијата е поважна од тој што ја пишува. Дека Тоа е тој тоа, што да. пишува е само канализатор Тоа е тоа. тој што пишува. Ти сега мене ме представи како поет, а за себе рече дека ти пишуваш поезија. Значи јас сум поет, а ти пишуваш поезија. Нема врска, исто е. Само дали јас ќе се идентификувам со тоа, јас сум поет, дај сега, нели, шише вино, бидејќи јас сум поет. Не, и јас сум тој што пишува поезија. Да, сега да те прашам. Има еден, баш ќе го прочитам. Конески вели, јас вршав иновација, ги вклопував старите пореки во современ израз и ги варирав по начин што му одговара на интересот на современиот човек. Со други зборови, гради врз фолклорот, Марко Цепенков го спомна. Не знам, имаме кај него Болен Дојчин. Да. Тој му е, да. Тој е гради. И меѓутоа, знаеш како, поезијата си има свое време. И сега ние не можеме да ги копираме тие големи македонски поети. Тие живееле во одредено време со одреден израз. Меѓутоа јас се прашувам сега еве ние врз што градиме? Дали градиме врз некаква традиција, дали градиме врз нив можеби? Па не знам, можеби исчекоруваме од таму. Не знам, се прашувам денес мислиш дека може да излезе некаква си ние сме веќе деца на таа транзиција и веќе транзицијата е одреден поим кој е востановен. Може ли да, ако тешкото е химна на едно време, химна да ја наречеме, може ли некој денес да напише химна или песна за нашево време? Па види, тоа е, знаеш, сега тешкото е напишано веднаш по војната и тоа е И тоа е одреден момент. Тоа е одреден момент кој што бара можела таа некаква песна да се роди. епска величина која што ќе направи од нешто национална песна. Сега мислам дека не живееме во такво време во кое што нешто ќе стане химна. Знаеш, малце сме оддалечени од химничноста. Во постмодернизмот. Во постмодернизмот, како и да го наречеме, нели, да, целиот овој период временски во кој што живееме. Меѓутоа да се вратиме на откривањето односно на актуализацијата, тој што вели да го актуализира, тоа му од кај руските формалисти земено како идеја и како начин на пишување. Да го реактуализира старото. Ти земи го Хомер, Илијада и Одисеја, се реактуализација на старите митови. Да. Така. Предходно. И тој не пишува од екс нихило, не од екс нихило, туку има предходници. Така што кај Конески на пример конкретно за ова е циклусот за крале Марко. Тој има цел циклус напишан, инспириран од легендите за крале Марко, што ги наоѓа кај Цепенков. И горе со епиграфи се така почнуваат од земање на силната, песиобрци и така натаму. Болен Дојчин ја спомна. Така што тој за тоа зборува за таа реактуализација на старото да му дадеш нова форма или нов израз или што го викаат русиве го викаат astranjenje или очудување. Да го очудиш тоа што веќе постои, да го реактуализираш. Бидејќи нема да измислиме ние топла вода. Знаеш, се е веќе напишано, барем мене така ме учеа на факултет дека се е веќе напишано. Немојте сега вие да мислите дека нели ние имаме студенти, сам мислиш дека ќе напишеш нешто што никој не го напишал, а ти само не си го прочитал тоа дека е напишано. Мислам дека има некоја опасност и можеби да полека доаѓаме до моментот на ти беше заедно со Ана Голешка Џикова и започнавте иницијативата и тие поетски читања што беа еднаш месечно. И трае колку? 4 години. 40 месеци. Епизоди, да. И навистина, значи, јас присуствував на тие вечери и некојаш учествував и стварно донесо еден убав свеж див. И оно што беше убаво и кај најмладите, баш мислам, помладите генерации им дадовте простор да се изразат. Тие најмногу уживаа. И најмногу уживаа, затоа што им е потребен тој простор. Каде мислиш дека се наоѓа и во контекст на тоа не очекува нешто и можеш да спомнеш, не очекува сега на 1, 2, 3 септември нешто што на Скопје му требаше, тоа е Скопски поетски фестивал. Така што можеби при крај на мојот кај мислиш дека се наоѓа поезијава денес и зошто е важно да го имаме тој фестивал? Па поезијата денес нужно е глобална. Знаеш, ако не можеш веќе да се ограничиш на национален идентитет во поезијата, тоа е бесмислено да се ограничуваш на патриотска некаква поезија, туку се ограничуваш, односно се разграничуваш. Тоест пишуваш за и не можеш да ја ограничиш инспирацијата или учителите на
на нешто кога ти е се достапно. Така што многу младиве луѓе, сега кодемек ние сме стари, ама сепак генерацијски разлики постојат. Помладиве од нас. Пишуваат на други јазици, пишуваат најчесто на англиски или пишуваат можеби на француски или не знам така што нивната инспирација е глобална е. Бескрајна, бесконечна. Интернетот е бесконечен, тие истражуваат бесконечно многу. Сега некои од нив може ќе преземат непосредно поради јазикот македонски, ќе преземат бидејќи една е изворна поезија, а друга е преведена поезија. Така. Можеби ќе преземат поради изворноста на македонската поезија преку јазикот нешто од нашите од првите наши поети или од тие подоцна или бидејќи сега веќе имаме репери понаваму во годините, не мора да одиме до 45-та, 50-та, 60-та, туку имаме и тука репери во современата македонска поезија. Така што од каде потребата? Потребата е јасно од каде за поетски фестивали. Што беше главната идеја? Вака, кога завршивме со Асталните, некако ни остана соана таа идеја дека сакаме да правиме фестивал и ова е спојна таа идејата на Јулијана Величковска, на Јуле од ПНВ публикации. Буквално ќе ти раскажам, јас работев во библиотеката на катедрата за македонски јазик. Јули имаше работа на факултет и ми дојде на гости, си седам и си правевме муабет и свативме дека и таа има идеја да прави Скопски поетски фестивал и ние имаме идеја да правиме. А не постои, да. На Скопје ние по дефолт или струшки вечери забораваме дека во Скопје нема поетски фестивал. Сега поентава е со Скопскиот фестивал е да ова звучи како фраза, меѓутоа се постави на мапата на градови што имаат фестивал, односно да се привлечат и тука светски поети и ние да излеземе од тука таму и тие да дојдат од таму тука. И сега идејава ние тргнуваме како потполни ентузијасти. Дури не знам никако ќе го направиме прво во издание, меѓутоа сме целосни ентузијасти. Посветени, да, ние немаме ништо друго освен ентузијазам. Сега за почеток. Значи, немаме минијатурна некаква поддршка финансиска, која што е не можеш да им платиш спиење на гостиве, да викнеш превоз, не можеш да се. Затоа викаме сега луѓе што се квалитетни поети, ама што сепак ни ја знаат идејава од претходно и се и тие ентузијасти и тие прават во своите земји фестивали од ентузијазам, па не го разбираат нашиот, па се дружиме така. Има одредена солидарност. Има одредена солидарност и тие доаѓаат знаејќи дека ние се ова го правиме заедно. Да, супер. И дека, и сега кога ќе помине првава година, многу е важно да покажеме квалитет, да покажеме дека ние навистина да покажеме некорумпираност на духот. Дека ние тоа што го правиме е некорумпирано, не од материјална страна, не дека може да не купат за пари, не зборам за таква корумпираност, туку во секоја смисла корумпираност на духот, дека ние едноставно остануваме независни во таа смисла, дека правиме нешто затоа што мислиме дека можеме, имаме искуство и дека сега е потребно и имаме и искуство. Сме биле на фестивали светски надвор од земјава, сме излегле и сме виделе како е и знаеме кој треба да дојде и знаеме како треба да изгледа на светски фестивал. Нема тоа да биде обичен локален фестивал во кој што ние сега ќе си се викаме меѓу себе и ќе правиме пак нешто мало и локално. Не. Сакаме да правиме нешто што би било добро и ако е направено во Париз, и ако е направено во Њу Јорк, и ако е направено во Берлин или и во Делхи или каде било, ќе биде универзален со универзални вредности. Каде да го поставиме да биде светски фестивал во Скопје. Тоа ни е идејата. Тоа ме радува, ви посакувам успех и баш се радувам за таа идеја. Мислам дека на Скопје тоа му треба. И фала ти Ептен за муабетов. Фала ти Валек што ти текна и што ме викна и за Конески. И што на крајот го спомнаш што се случува сега во Скопје поврзано со поезијата. Супер, по наредна прилика си правиме пак муавет. Супер. Ти посакувам и тебе многу успех со читачот, со ова што го правиш, мислам дека правиш голема работа. Фала ти.